Големи вложувања и голема неизвестност околу цената и пласманот. Вака го опишуваат земјоделците од струмичко-пролетното производство. За разлика од него, индустриските култури последниве години се продаваат лесно и најчесто по претходен договор. Според земјоделските здруженија, не е за изненадување тие да го земат приматот во следниот период. Ќе бидеме сведоци, ако биде организиран откупот на оние втори култури што завршуваат во индустријата, мислам дека поготово со тие цени ќе бидеме сведоци да во наредниот период се повеќе површини да бидат засадовани со тие култури, бидејќи тука го ја тера самата екзистенција на нашиот земјоделски производ и е задоволен од понудените цени. Мораме да бидеме реални сега. Кога е задоволен самиот земјоделски производител, мислам дека во следниот циклус и дури доаѓа до зголемување на површините и до зголемување на производството. Ева да речеме минатата година беше задоволен, сега ќе земам пак туторно, се засади повеќе. Струмичкиот аграр се соочува и со старење на производителите. Наместо подмладокот да го презема производството и да внесува новини, младите се потешко се одлучуваат за ова занимање. Мал е бројот и на заинтересираните. Сосема малку млади од регионот аплицирале за мерките за поддршка што ги предвидува ресорното министерство и агенциите за поддршка на руралниот развој.